Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе останете до крај со нас и ќе ги проследите сите оние информации кои што ги имаме подготвено да ги доставиме до вас. Денес во емисијата Ваш термин ќе ми гостува на моја задоволство, големо задоволство, асистент доктор Слободан Гурмешевски, кој што е уролог хирург и ни доаѓа од клиниката за урологија, нели, при клиничкиот кампус Мајка Тереза од Скопје и се надевам дека за оваа тема што ќе говориме, се надевам дека е многу чест проблем кај нашите граѓани, тоа е калкулозата на уринарниот тракт, ќе биде од ваша корист, уште повеќе што ми се чини дека ај доктор Гурмешевски ќе каже во разговорот дали и каква е состојбата кај нас, колку е честа појавата, дали е почеста кај жените, кај мажите, значи кои се причините, кои се симптомите, како оди диагностицирањето и како потоа оди третманот кога се презема и оперативен зафат, бидејќи тој е хирург и така натаму. Меѓутоа, пред да го поздравам мојот соговорник и пред да започнеме да разговараме со темата, би сакала нешто и да напоменеме за она што е актуелно, а што изминатиот месец дена практично се говори скоро секојдневно за состојбата на хируршките клиники, бидејќи тој е дел исто од урологија е дел од хируршките клиники, нели, и го работи тоа. Ќе ни каже, еве, тука е каква е состојбата, какви се неговите сознанија и во едно, нели, да ви информираме сите вас да знаете. Благодарам што уште еднаш, еве, како што се договоривме, се среќаваме да го реализираме ова гостување и што најдовте време, нели, покрај сите обврски и ангажмани да бидете дел и да дојдете. Уште еднаш благодарам на поканата. Чест ми е повторно да бидам гостин во вашата емисија. Прво го се чувствувам, така да се надевам со нашето излагање би може да им помогнеме на пациентите и да им дадеме соодветен совет. Доктор Гурмешевски, изминатиот период практично месец дена, можеби и повеќе се провлекува состојбата, е актуелно тоа што се случува на хируршките клиники, не функционираат. Знам дека урологија само функционира, ќе ми кажете вие зошто и како. Што практично се случува таму, бидејќи вие сте дел хирург сте на урологија и дел сте од хируршките клиники? Така, во склоп на целиот овој проблем кој што практично го мачи ова јавно здравство во Република Македонија полог период, веќе месец дена, станува збор за некоја хаварија која што се случила во компресорскиот систем, кој што е одговорен за снабдување на гасови на хируршките сали. Така да тој проблем презистирал пред еден месец и повеќе од оние информации кои што ги имаме, но наводно бил решен и е продолжено со оперативните интервенции, така да истиот тој проблем сега повторно е појавен. Во тек се анализи, испитувања од страна на соодветни стручни лица, фирми кои што се задолжени и се платени за да го сервисираат тој систем. Но, за жал, сето тоа се продолжи и одолжи на повеќе од 3 недели, секако на штета на луѓето кои што, за кои што ние работиме, а тоа се пациентите. Така. Меѓутоа урологија функционира како? Како и останатите оперативни сали, така и уролошката не беше во функција полог период. Добро. Кога почнавте пак да функционирате? 3 недели не бевме во функција и сите пациенти беа препраќани во соодветни сродни болници или клиники за да бидат згрижени. Особено оние итни, ургентни ситуации кои што може да бидат и понекогаш, за жал, живото загрозувачки. Од пред една недела се започна со функционирање на една оперативна сала со помош на компресорски систем и почнавме со работа на попрости, поедноставни случаи кои што не бараат општа анестезија или не се комплицирани како зафат воопшто за анестезиологот или за целиот хируршки тим. Таа компресорска единица е внатрешна, истата таа, значи, функционира на тој начин што ја заменува надворешната компресорска единица и на тој начин се бајпасира привремено проблемот кој што постои. Само на хирургија се изведуваат операции ментално или има и некој друг оддел? Од понеделник, значи од вчера веќе е започнат генерално поголем дел од оперативниот програм со користење на овие компресорски единици. Во дел се уште не функционираат.
имаме некои неофицијални информации дека течат тендери, конкурси за набавка на тие компресорски единици за да се овозможи непречено функционирање на нашиот систем, односно на хирургија. Меѓутоа и од она што го кажавте, не може да се одвиваат некои покомплицирани операции, туку некои поедноставни зафати кои што може да ги изведувате во тие услови. Се надевам дека што побрзо ќе се изменаџира и пред се да се дозволи ние како стручни лица да продолжиме со нашето редовно функционирање, а воедно и да бидеме на висина на своите задачи, првенствено наменети кон пациентите. Но ќе може ли целиот товар да го понесе и болницата што е секако планот што ги презема пациентите, планот беше пациентите да се препраќаат во сродните хируршки здравствени установи. И во 8 септември се препраќаат. Да, во 8 септември во градската болница и хируршката болница Свети Наум Охридски во центар, така да најчесто тука се препраќаа итните ургентни уролошки состојби кои што меѓутоа дали тие можат да го издржат тој, како да кажам, наплив на пациенти, да може да одговорат на сите. Слушаме и во јавните гласила дека се преоптеретени, дека бараат помош и дополнителна асистенција во материјални и во секако човечки ресурси. Би отишле од кај вас хирурзи да им помогнат? Неаме таква најава, ниту такви барања, секако доколку има потреба. Ние пред се имаме менаџерски тим, а и секако стоиме на располагање. Гледате ли некое решение во скоро да се реши скроз проблемот? Решението е единствено да се набави нова, комплетна компресорска единица која што ќе го реши овој проблем за подолг период. Кога би се набавила, дали тоа брзо би се како да кажам, инсталирало за да се функционира што треба, како да работите, дали сте информирани? Како и сите други процедури, така и ова процедура ќе земе време и ќе биде потребно дополнително период за да тоа се оспособи и да биде ставено во функција. Значи во секој случај не можеме брзо да очекуваме да се реши проблемот, колку што можам да заклучам од разговоров. Не, секако не. И јас би сакал тоа да биде решено многу побрзо, но процедурите се тие. Така. Дали има некоја кочница во моментов што немаме уште формирано влада? Во моментот имаме привремено решение. Добро. Се надам со формирање на новата влада дека ова прашање ќе се реши побрзо. Така да секако значи што побрзо се формира владата, побрзо и ќе се решат проблемите. Побрзо очекувам да се реши тој проблем. Секако повторно ќе напомнам, најважни се пациентите. Така. За нив постоиме, за нив работиме. И за тоа сме платени. Ова е нешто навистина недозволиво што треба да се случи во еден здравствен систем и што првпат се случува, ми се чини, ако не се лажам на хируршките клиники да не функционираат толку долго. За жал. Добро да се надеваме дека ќе се реши проблемот и дека нели ќе можат сите оние кои што треба да извршат интервенции, операции кои што нели се неопходни да се растератат и другите болници каде што нели како што напоменавме, навистина има голем наплив на пациенти каде што и тие се обидуваат нели да постигнат да ги оперираат сите на кои што им е неопходна операција. Добро, тука сега би преминале на онаа тема за која што ја најавив, а тоа е калкулоза на уринарниот систем, е нешто што е многу често во секојдневието како проблем на нашите граѓани, на вашите пациенти. Па да ни кажете првен што представува калкулоза на уринарен систем, така некако да започнеме информативно. Накратко, значи калкулозата е широк проблем кој што вклучува создавање на цврсти тела или камчиња во уринарниот тракт. Поточно кажано на секаде низ каналниот систем, почнувајќи од бубрегот, па се доле до мочниот меор. Како тврдо, солидно тело или партикал, тој има своји карактеристики и како таков може да направи проблеми кои што вклучуваат обструкција, кои што вклучуваат инфекција и на крај нарушување на нормалното функционирање на уринарниот тракт. Калкулозата сама по себе, само едно мало етимолошко значење на зборот. Самиот збор калкулус доаѓа од еден римски термин, латински термин, калкулус кој што означува тело. Тоа е тоа. Исто така и грците го потребувале зборот литос,
па така да понекогаш биде збунувачки за пациентот некаде ќе слушнат калкулоза, некаде литијаза. Така да тој исто има, овој термин има исто значење, тимолошко е исто значење, така да не ги многу вознемирува пациентите што значи ова, што значи ова, тоа е исто. Меѓутоа народски кажано тоа е песок или каменчиња во бубрези. Или каменчиња во бубрези, да. Да знаат зашто станува. Генерално имаме различен вид на калкулоза, дали според состав, според големина, според локализација. Така. Секако и според начинот на настанување, кој што е многу важно. Според тоа лекарот, значи урологот, се ориентира кои модалитети ќе ги користи понатаму во третмен лекување на пациентот во однос на примерното заболување. Создавањето на камчиња, рековме, е процес кој што е подолготраен и има повеќе теории, но во основа секаде постои она теорија на суперсатурација или зголемување на концентрацијата на урината а потоа и сталожување на тие материи на некое тело или нидус кој што би се превело како зачеток. На тој начин доаѓа до формирање на почетниот примарен камен, односно камче, па потоа и со тек на времето и камен. Според димензиите, калкулозата ја делиме на макрокалкулоза и микрокалкулоза. До 5 мм е микрокалкулоза, а над 5 мм е макрокалкулоза. Според причините имаме многу ризик фактори. Секако лошо е доколку калкулозата се појави во рана возраст. Так. Имаме фамилиарна историја, имаме генетски заболувања и секако придружни малформации на уринарен трак кои што може да постојат. И тие би можеле да бидат причини. И да бидат причина, непосредна причина за појава на литијаза. Според составот, овие камчиња имаме една генерална поделба на калциумски и некалциумски камчиња. Во калциумските најчесто присутни се оксалатните, но тука си фосфатните, кои што се многу поретко и зафаќаат некаде добри 80% од вкупниот број на случаи на калкулоза во нашата држава. Останатите припаѓаат на некалциумските, кои што од своја страна се делат на магнезиумови, струвитни, кои што се најчесто како резултат на чести инфекции. Потоа имаме цистински, како резултат на дефект во метаболизот на една аминокиселина. Потоа имаме амониумски камчиња и така натаму, кои што цитратни камчиња, кои што сите си имаат своја карактеристика, но се поретки. Според РТГ опалесцентноста имаме радиолуминесцентни и радиоопалесцентни камчиња кои што може да се визуализираат со обична рентген снимка или пак не може да се визуализираат. И секако она што е најважно според густината, имаме камчиња со солидна или висока густина и камчиња кои што се со поретка густина и кои што можат полесно да се третираат со по-неинвазивни методи. И сега би поставила едно прашање, чисто кога нели проверуваме урина, има некои параметри во урината што треба да ни покажат што е, како е, дали е се во ред и постојат секогаш постои еден параметар кристали во урина. Што тоа значи? Дали ако имаме премногу кристали во урина, може подоцна ние да имаме проблем со калкулоза? Секако појавата на кристали во урина не треба многу да не вознемирува, но може да означува нешто. Најчесто дехидратација. Нормално нешто? Да, најчесто дехидратација. Но теоријата на хиперсатурација и кристализација и секако процесот на растварање на тие материи или така речено солубилизирање е процес кој што нон-стоп во нашето тело континуирано се случува 24 часа. Тоа е таа хомеостаза. Доколку биде нарушена, реков, поради примарни, секундарни заболувања, кои што ги споменавме, можат да доведат и се почеток причина за појава на калкулоза во уринарен тракт. Така да појавата на тие кристали може да укажуваат на нешто. Но не и да потврдат. Може да ни дадат насока дека треба повеќе да се хидрираме. Така. Значи може да и од недоволна хидратација. Недоволна хидратација може да ни дадат податок за тоа дека во нашиот организам може да се случува некоја уринарна инфекција. Или пак веќе има формирано камче. Така. Да. А ние немаме никакви симптоми,
и не сме свесни дека кога некој ќе добие таков резултат на урина, препорачуваат нешто, еве матичните лекари или другиве? Секако матичниот лекар, сега и во поново како семени лекари, тие треба и се должни да го препратат пациентот, а и воедно и да го подготват со определена палета на испитувања. Таа палета е триплет палета и секоја содржи една комплет лабораторија со уринарен седимент. Добра. И ехо сонографија на уринарен тракт, која што е најдостапна, а прилично добра, сензитивна метода, специфична метода. И на крај една уринокултура, тоа е микробиолошко испитување на урината. Тој триплет е основен за понатаму ние да направиме проценка, да ги видиме ризиците, а доколку постои и проблем, да се насочиме правилно да го решаваме. Така. И сега кога станува збор за калкулозата, кажавме нели што представува, кажавме какви типови на каменчиња постојат. Сакам да проговориме малку за симптомите. Претпоставам дека тука мора да постои некоја болка ако имате камен или може и да не чувствувате болка, а да го имате каменот? За голема среќа, значи, кога камчето од уринарниот тракт, особено кога ќе почне да се придвижува, предизвикува болка. Таа ќе биде со тап карактер или ќе биде со остар. Во кој предел обично болката би требало да се јавува? Доколку имаме мигрирачка болка, која што е од пробудувачки карактер, остра и се појавува наеднаш, проследена со бурна симптоматологија, како што е гадење, повраќање, тоа е она популарна наречена ренална колика или една од најсилните болки во нашиот организам. Така. Тоа е веќе алармантно. Тоа е алармантно, причината е многу јасна, затоа што самиот наш организам, секогаш кога постои пречка, се обидува таа пречка да ја надмине. А секако ја надминува со грчевити движења на тој канален систем, и секако со зголемување на интралуминалниот притисок во тој канален систем. Да не се освртувам на овие биофизички закони, пошто малце е досадно за пациентите. Тоа е директната причина зашто се појава болката. Значи само кога се придвижува каменчето се јавува болката. Кога би било статична... тоа е остра пробудувачка болка. Ренална колика, најсилната болка која што постои. Да, велат дека стварно е голема болка. Доколку имаме тапа болка, од тап карактер, кој што може да се појави па да исчезне и така натаму, тогаш најчесто има етиологија на камче кој што се наоѓа горе во горниот канален систем, конкретно можеби во бубрегот, односно во бубрежното леѓенче. И таму од време на време може да даде таков карактер. Ако се придвижува во тој дел. Ако се придвижува. Освен болката, која што е, нели, велиме најдобар пријател на човекот, за да види дека нешто се случува, може да се појави и промена на карактерот на бојата на урината. Доколку тоа се случи, тоа е во облик на зацрвенување на урината или состојба која што се нарекува хематурија или појава на крв во урината. И сега кога станува збор за појава на крв во урината, треба урината буквално да биде во боја на крв или може да биде само темна урина и тоа некако ми е апсолутно кај некои пациенти малку да го разјасниме. Кај некои пациенти може да се јави макроскопска видлива хематурија и таа е прилично премногу драматична за пациентот. И предизвикува прилично голема паника, затоа што Google е присутен насекаде во ова општество. Така и веднаш се консултираме. Достапно, консултацијата е тука и многу е лошо кога ја примаме на готово таа информација без никакво искуство. Имаме и така наречена микроскопска хематурија, каде што таа не е видлива со гол око. Таа се забележува само при испитување на седиментот на урината под микроскоп. Затоа и се нарекува микроскопска. И доколку се утврди, таму има некоја бројка од 4 до 5 еритроцити на поле, милиметар квадратен, значи се смета дека станува збор за микроскопска хематурија. Да, меѓутоа, што би можело да биде причина за таа микроскопска хематурија? Меѓу калкулозата, како примерен проблем кој што е најчест, може да биде уроинфекцијата. Добра. И секако може да биде посериозно заболување, кој што имплицира и посериозен третман, а тоа се туморите на уринарниот тракт. Значи сепак треба да обрнеме внимание, апсолутно. Добро. Од кога ќе се
почувствуваат овие симптоми за кои што говоревме, нели крв во урината, болка, која што е пропратена со гадење, повраќање, претпоставам дека можеби дали се покачува температура ако имам додатно некоја инфекција. Особено кои што имаат рекурентни литијази, кои што дел од нив имаат и рекурентни уроинфекции, може да дојде до зголемување на телесната температура, односно до фебрилност, која што може да се движи до 40 степени Целзиусови. Проследени со трески. Да. Тоа се веќе комплицирана состојба која што веднаш и така треба да се дека бара и болнички третман. Секако, причината веројатно како што рековме е компликација. Така да ќе разговараме понатаму во текот на разговорот. Ајде вака сега, како оди дијагностиката? Имаме повеќе методи кои што се корисни, но сепак анамнезата, физикалниот преглед е број 1. Од анамнезата пациентот може да ни каже дека пред неколку години имал иста таква епизода. Може да ни каже дека неговиот татко или може да ни каже дека зема соодветна терапија за некој проблем кој што некој интернист му го препишал за да биде добар и така натаму и така натаму. Тоа се група на фактори кои што треба да ги земеме во предвид и ги добиваме со добро земена анамнеза. Значи, број 1 анамнезата. Физикалниот преглед ни е број 2. Пациентот мора да биде прегледан. Една од првата метода на физикален преглед што ја користиме е перкусијата со воларната страна на дланката на самите слабини. Таа перкусија, доколку имаме болка, ќе доведе до зголемување на таа болка. Пациентот буквално ќе би подскокне од што го боли. Дали е тоа унилатерално? Дали е билатерално, многу поретко, ќе го добиеме и ќе го визуализираме објективно. Таа метода се нарекува сукусио реналис, тоа е стручен термин, не би сакал да ги обтеретувам гледачите со истото тоа. Потоа секако еден абдоминален преглед, затоа што неретко имаме ситуација каде што таа болка може да биде суперпонирана или пак заменета со болка која што доаѓа од потекло од дигестивниот тракт. Прво е воспаление на слепото црево, апендицит. Кај жените може да дојде до проблеми со јајниците. Ектопична бременост или така речена вонматерична бременост. Ендометриоза. Состојба на дебелото црево, кој што се нарекува дивертикулоза, особено ако се воспала тие дивертикулуми. Може да даде ваква болка. На крај крајава, тоа е многу популарно, а тоа е пелвичната инфламаторна болест, или ПИП, или Pelvic Inflammatory Disease, ПИП, кој што во западните земји е многу расширена и бара многу отсуствување од работното место, особено кај жените. Така да сето тоа може и то како да даде слична клиничка слика. Затоа не е потребна диференцијална дијагноза и добар физикален преглед. Освен физикалниот преглед, веднаш настапуваат крвните претраги, односно крвните анализи. Има една убава лабораторија, каде што ќе видиме каква е состојбата со белите крвни клетки, дали имаме знаци на воспаление или воспалителен одговор, она популарно ЦРП кое што порано не го правеле, ама сега веќе редовно се прави. Уринарниот седимент, кажавме, појава на крв во урина, нели? Појава на кристали, појава на леукоцити, бактерии, сето тоа ќе го видиме. Втората метода која што е многу значајна, тоа е ехосонографијата, која што особено е утилизирана кај помладата популација, кај деца или кај бремени жени, за да не се користи и радиационо зрачење, или рентген, или слични методи како што е компјутерската томографија, а ќе ни даде екзактна податок дали имаме обструкција или хидронефроза, хидроуретер и слично, дали имаме калкулоза во уринариот тракт, во бубрек, во мочен меор, и секако дали имаме промени на самиот паренхим на бубрегот. Тоа може да се нотира од страна на ехосонографијата. И она последното е уринокултурата која што апсолутно ќе ни даде податок дали имаме компликации, односно имаме бактерии. Доколку тоа се случи, сепак текот на лекување не е Значи мора да биде ова се комплетно направено за да се знае како понатаму. Така. И секако доколку има потреба понатаму, се оди кон рентген снимка која што може да биде во облик на ексерторна урографија или интравенска урографија која што и ден денеска ја користиме и ни дава одличен податок. Сепак најмодерно и најдобра препорака со цврсто ниво на доказ е да се направи КТ
на уринарен трак, кој што е нативна серија, и така да се визуализира присуството, односно отсуството на калкулоза. Така. И сега, бидејќи кога говоревме предходно за каменчињата, кажавте дека има макро и микро, значи нели до 4 месечини бевте? Или до 5 мм. Така. Малите, над 5 големите. Кој е третманот за малите, кој за големите? Дали големите веднаш се вадат или чекате ако не направат некој проблем? Вашето прашање е одлично. Камчињата кои што се до 5 мм се очекува спонтано да се елиминираат од нашиот организам. Да се исфрлат. Да се исфрлат, да, и пациентите се многу среќни со помош на една посебна терапија која што ја припишуваме, а има еден стручен назив, се вика медикаментозна експлозивна терапија. Користиме различни видови на лекарства кои што имаат за цел да се олесни курсот на исфрлање на камчето од нашиот уринарен тракт. И успеаме во тоа. Значи, со помош на медикаменти, гледате да го успееваме, секако успееваме со интензивно хидрирање во периодот и тоа е тоа. Доколку имаме камче, повеќе течност. Доколку имаме камче кој што е поголемо од 5 мм, може да се случи да не се исфрли. И дали чекате некој период да помине, да видите како ќе се одвива работата или веднаш го отстранувате хируршки? Оставаме со доколку немаме компликации. Значи треба веднаш да рашистиме во старт. Доколку имаме компликации, решавањето на проблемот е ургентен. Добро. Значи мора да го решиме. Веднаш го вадите. Ќе ги опишам после проблемите кои се како се. Доколку не, тогаш ги оставаме пациентите со конзервативен третман, со медикаментозна терапија. На 1, 2, 3, 4 недели имаме период кој што се опишува од 6 до 8 недели да се види дали пациентот ќе го исфрли тоа камче, доколку секако нема компликации. Доколку е 5 мм. И над 5, и над 5, да. А дали се случува, еве вака сад додека разговараме ми доаѓаат идеи што да ја прашам. Значи, ако е поголема, дали се случува можеби после терапијата што вие им ја давате, да се или да се изрони можеби или нешто такво или да се намали? Ова терапија е со цел да се овозможи да се исфрли полесно. Добро. Кај дел од камчињата, особено тие што се поголеми од 5 мм, може да дојде до импактирање, да се создадат компликации, односно да доведат до застој во уринарниот тракт, во истекување на урината, состојба која што ние нарекуваме хидронефроза, хидроуретер, се зависи на кое ниво. И сето тоа да даде компликации кои што мораме ургентно да ги решаваме. Особено доколку имаме и уринарна инфекција, која што многу лесно, доколку не се интервенира, може да заврши со бактериемија и со сепса, која што е прилично опасна состојба и мора да се решава и бара хоспитален третман. Доколку имаме урообструкција или доколку имаме такви компликации, секогаш се препорачува да се направи дезобструирање на каналниот систем. Најпрост начин е да се постави или да се инсталира JJ стен во каналниот систем, односно во уретерите, кои што ќе надминат пречката и ќе овозможат нормална деривација на бубрезите, односно на урината. Доколку не се може на тој начин, имаме уште една метода која што практично се врши преку кожата. Односно се пласира повторно сцевче директно во бубрегот. Тоа е процедура наречена перкутана нефростомија и таа има за цел да се изврши деривација на уринат од бубрегот, односно истиот да се дезобструира. Кога имаме дезобструкција, ја презервираме функцијата на бубрегот, да, треба да ја спасиме функцијата, тоа е број 1. И број 2, доколку имаме уроинфекција, курсот на уроинфекцијата да се намали, односно да се забави да доведе до резолуција, односно излекување. Тоа е целта на решавање на овие состојби. И секако, понатамошното лекување зависи од урологот, од хирургот. Доколку смета дека треба вонтелесно да го решаваме камчето, да го кршиме, имаме изборна метода, тоа е така речена вонтелесна литотрипсија и секако со помош на определен извор на ултразвук се крши камчето, но немаме влегување во телото или внатре телесно кршење на камчето. Тоа е еднодневна хирургија, пациентите доаѓаат, имаме успешно, делум успешно или неуспешен третман на камчето со оваа метода и истиот ден си заминуваат дома.
Добро. Ова е мининвазивна метода и зависи од тоа какви камчиња се како ќе ги третирате, апсолутно. кои се тие по-специфични што прават повеќе проблеми? Начинот на кој што ги третираме се одлучуваме за оваа метода, прво е сепак големината. Добро. Најубаво е да е до 1 сантим. И секако составот, односно густината на камчето. Имаме, кога се прави компјутерска томографија, јасно се мери густината со едни Хаунсфилд единици. Тоа е тоа што ви покажува вас што понатамо да правите. правите. И според дензитетот на тие Хаунсфилд единици, значи таа вредност се одлучува дали ќе придеме на натретелесна или екстрателесна литотрипсија. Спомнавме една метода. Други модалитети за камчиња кои што се над 5 мм е внатретелешното кршење на тие камчиња со помош на таа така речена уретерореноскопија. Се користи ригиден, флексибилен реноскоп, се користи различен извор на енергија, дали тоа ќе биде ултразвучен или ултрасоничен, дали ќе биде пневматски, механички, дали ќе биде ласерски од холмиум или тулиум. Така. Тоа е од опременоста на здравствената институција и секако од обуката на стручното лице, односно урологот. Тие методи се екзактни, се визуализира камчето, се врши комплетно дефрагментирање. Така. И сепак се очекува во наредниот период спонтано тие честички партикли што останале да се елиминираат од организмот без некои потешкоти. И ова се спаѓа во таа мининвазивна метода. Така. Имаме повеќе други мининвазивни, а тоа е интерареналната хирургија, каде што повторно внатре во бубрегот, трансканално или пак перкутано вршиме дефрагментација на калкулозата. Едната метода се нарекува РИРС, другата метода се нарекува перкутана нефролитотрипсија, каде што се користи нефроскоп, директно се влегува во бубрегот и повторно со овие модалитети на енергија се врши дефрагментација на калкулозата. И ова е секојаш резервирано за поголеми камчиња кои што се поголеми од 15 мм, односно од 20 мм. Така. Тоа е да. Ми интересира бидејќи обично каменчињата се појавуваат на еден бубрек. Колку е честа појавата одеднаш и на двата бубрека? Да, имаме и такви случаи. Реков повторно од примарни заболувања. Така. Кои што може да бидат генетски, нарушени дефекти во метаболизмот, хиперпаратироидизам, мултипла миелом, ендокринопати, кои што се поврзани со дигестивниот тракт, улцерозниот колит, хроновата болест, во денешно време она баријатриска медицина за намалување на телесна тежина е многу популарна, кај што вклучува бајпас на дел од цревата, јејуно-илеан бајпас, и тука имаме ситуација каде што... Тоа што штети на бубрезите? Имаме ситуација каде што имаме зголемена или намалена ресорбција на определени материи кои што се многу важни за одржување на хомеостазата. Не би сакал да навлегам премногу е сложено, но да, тоа е директна причина да доведе до хиперсатурација и појава на калкулоза. Кај нив инциденцата е исто поголема. Така да тоа треба да го имаме предвид. Имаме генетски заболувања кои што се и кај мали деца, рековме дефекти во метаболизмот на аминокиселината хомеоцистин и цистин, каде што таа не се преработува и на ниво на бубрек доаѓа до зголемено исфрлање. Хиперконцентрација на цистин во урина апсолутно е индикација и појава, значи причина за калкулоза од цистински карактер. Потоа имаме промени во самиот уринарен тракт кои што вклучуваат везикуретарен рефлукс кај помалата популација, ризик фактор огромен. Потоа појава на така наречен нервозен мочемеор, кај често се развиваат ретенци, пациентите реагираат со содавање на камче во уринарен тракт. Така. Потоа имаме пациенти кои што имаат вродено стеснување на дел од каналот кој што го поврзува уретерот со бубрегот, или тоа се нарекува така наречена упестеноза или уретеропиелична стеноза, и тоа е фактор ризик за појава на калкулоза во бубрегот. Така да ова е мноштво на ризик фактори кои што можат да доведат до зголемена инциденца. И како што реков уште еднаш, почеста е кај мажите во развиениот свет, оному особено каде што имаме богата храна со животински материи, односно животински хранливи материи, а поретка е кај женскиот пол. Така да, еве. Зошто е тоа така?
Има многу фактори. За некои проблеми со здравјето се повеќе склони жените, за некои мажите, така, има многу фактори, почнуваат со лајфстајлот, значи животниот стил на кај пациентите, односно кај луѓето. А второ е поврзана со теорија на тој хормонален баланс кој што го имаат или протективната улога на естрогените. Да, и сето тоа е фактор кој што доведува до... Меѓутоа пак жените кога ќе престанат да работат хормоните, пак тогаш се јавуваат сите проблеми со здравјето. Да. А мажите се па тука во тој сегмент малку позаштитени, Затоа сме ние тука навреме доколку е потребно, нели, да се диагностицира и да се постави индикација за навремен третман. И сега, доктор Гормишовски, ме интересира и нешто друго, бидејќи нели кога ќе дојде до компликација да понекогаш мора да се отстрани едниот бубрек поради нели потешки компликации, тогаш се вели дека може да се функционира со еден бубрек само. Така, како одат тука работите? Толку ли, како да кажам, бидејќи сепак двата бубрека е доволно нели добро да функционираат, меѓутоа во случај кога не може едниот да функционира, останува само едниот да функционира. Може ли нормално да се функционира со еден бубрек? Континуираната урообструкција која што предизвикува калкулозата, честите уринарни инфекции, доведуваат до оштетување на бубрежниот паренхим. Со оштетување на бубрежниот паренхим се намалува и функцијата на соодветниот бубрек. Така. Ова што го спомнавме е најтешката компликација, односно да се изгуби функцијата на бубрегот, состојба наречена како функција на бубрек и таа во однос на тоа дали се уште е жариште за нашиот организам, дали се уште во него се создаваат активно инфекции. Така. Се препорачува негово останување како траен модалитет на решавање на тој проблем. Значи, ако прави проблеми, тогаш секако потребни се диагностички инвестигации, со кои што ќе се утврди степенот на оштетување, односно функционирање на тој бубрек, неговата преостаната функција, и во зависност од тоа се одлучуваме на таков чекор. Да, меѓутоа сакам да кажам, со еден бубрек може нормално да се функционира. Да, бубрезите се парен орган во нашиот организам и доколку едниот бубрек ја изгуби својата функција, другиот бубрек ја превзема по целост. Дали е нешто специфично за тие? Еве, често пати можеме да забележиме дека нели некој и двата бубрека не му функционираат, па може некој од блиските нели да му подари бубрек за да... Тоа е веќе понатамошен третман кај пациенти. Дали тие луѓе, ми беше прашањето, што имаат по еден бубрек, треба некако дали можеби некој поинаков стил на живот треба да имаат нешто бара од нив поинакво. Дејќи веќе немаат резервен бубрек, немаат резервен бубрек. Кои пациенти се препорачува намалување на внесот на храна богата со животински масти, месо, особено црвеното месо. Дали солта штетна? Внесување на храна богата со сол. И секако оно што е најважно, намалување на продуктите кои што се создаваат во уринарниот тракт, а се како резултат на дефект во некој од метаболизмот. Значи соодветна терапија. Овие пациенти се препорачуваат редовни анализи, крвни анализи, редовни уринокултури и редовно имиджинг диагностика, токму заради тоа што имаат еден бубрек. Доколку дојде до оштетување и на двата бубрега, тогаш ситуацијата во која што пациентот ќе се најде е многу неповолна, катастрофална, значи пациентот завршува со комплетно оштетување на функцијата на двата бубрега, состојба која што доведува до тогаш се случува онаа диализа, терминално хронично оштетување и имаме единствен начин на решавање на тој проблем е хемодиализа или пак да се најде сроден жив дарител на бубрек или пак сега во нашата земја во Македонија имаме и трансплантации кои што се вршат од кадаверичен дарител, односно од дали кај нас се прават сега во моментов сигурно не, меѓутоа дали имате правено? Редовно, рутински се изведува програм за трансплантација, како од сроден жив дарител, така и од кадаверичен. Сега ме интересира дали кога еднаш ќе отстраните еден камен од бубрегот оперативно, дали се случува повторно да се јави истиот бубрек камен? Така. Има некоја статистика која што не ми се допаѓа. Кај 1/3 од пациентите во следните 5 години се очекува да се појави повторно камче во уринарниот тракт.
и тоа е еден од тие ризик фактори кои што доведуваат до зголемена инциденца. Така да затоа и се препорачува кај тие пациенти да протективно неколку месеци па и години да земаат терапии кои што се со цел за да ги раствараат тие почетни камчиња или кристали, или да ја намалат сатурацијата на урината, односно заситувањето со тие материи. Дали тоа ќе биде со зголемен внес на течности, дали ќе биде со смена на животниот стил, дали ќе биде со користење на соодветна терапија, тоа оставаме на лекарот кој што го води пациентот, но секако се потребни контроли. Сега бидејќи не кажавме каква е состојбата кај нас, вие нели сте уролог, хирург, третирате многу проблеми на уринарниот систем и многу заболувања за кои што ајде во некоја следна прилика ќе проговориме и за некој друг проблем. Меѓутоа, колку е кај нас честа појавата на каменчиња во бубрезите и каков регион сме ние? Дали луѓето се склони кон создавање на каменчиња? Да, како и во сите држави, како и во светот, калциумските камчиња, односно оксалатните, се најчести кај нас. Имаме тенденција да се движиме кон развиените држави, односно веќе инциденцијата е повеќе од 10 на 1000. Што веќе се движиме кон оној западен свет, каде што инциденцијата на појавна калкулоза е многу поголема отколку во неразвиениот свет. Многу парадоксален податок, но да, тоа е вистината. Реков повеќе кај мажите се појавува и секако имаме ризик фактори кои што дополнително ја зголемуваат истата, а се поврзани уште еднаш ќе напоменам, примерни заболувања, генетски заболувања, чести инфекции, секако она што е многу важно, фамилиарно оптеретување. А кога станува збор за возраста, каде најчесто на која возраст се застапени или има од сите возрасти? Пикот, ако може да го наречеме така, се движи некаде од 35-та до 55-та година. Тука ни се најчеста инциденцијата на калкулоза на уринарен тракт. Оние кои што бараат кои што бараат помош од хирург, односно уролог за тој проблем. Секако присутна и сум имал пациент кој што бил на 14 годишна возраст со калкулоза. Сум имал пациентка на 90 години за прв пат со калкулоза на уринарен тракт. Така да тоа се индивидуални случаи, секој пациент за себе своја приказна и таков пристап има. Бидејќи кажавте дека е генетски наследен, дали тоа значи дека секој оној кој што има во фамилијата некој кој што има проблеми со каменчиња во бубрезите, треба почесто да оди барем едно ехо да направи на бубрезите и на уринарниот тракт? Апсолутно се согласувам. Значи, скрининг програмата е нешто најубаво што може да постои, затоа не е само да пратиме пациент да направи ехо заради камче на бубрек. Со ехото може да се детектираат и други проблеми. Затоа е добро, затоа самото име скрининг програма вели да се детектира проблем. Дали тоа ќе биде камче во бубрек или нешто друго, тоа секако ќе го видиме од резултатите од испитувањата. Но тоа е скринингот. И сепак препорачувам потребно е да се направи. И сега бидејќи говориме конкретно за каменчиња во бубрезите, постои ли превенција, докторе, бидејќи секогаш кога говориме за различни проблеми во здравствениот систем, за здравјето, во секојдневието со оние проблеми со кои што се соочуваат пациентите, на крајот говориме за некаква превенција. Има ли превенција за да не добиеме каменчиња во стил, значи намалување, секогаш почнуваме со животниот стил, намалување на телесна тежина. Добро, и тоа вие? Да, секако, намалување на внес на храна од животинско потекло, особено црвено месо. Добро. Доколку ви интересира зошто повеќе бело месо, потоа исто така намалување на внес на јаткасти овошја кои што имаат голема количина на оксалати. Чоколадо, какао, кафе. И сепак она што е многу важно. Затоа велат по неколку да се јаде, а не количински многу. Апсолутно, многу се вкусни, но факт е дека реалноста е таа. Алкализација на водата. Добро. Голем дел од теориите, а и испитувањата покажале дека алкализираната вода е подобра за превенирање создавање на камчиња. Така да во таа насока треба да се движиме доколку сакаме или да го смениме животниот стил. А понатаму доколку имаме примарно заболување, третманот и лечење на истото е она кое што ќе помогне во спречување на појава на камчиња кај нас. Дали е тоа генетски метаболен синдром,
Дали се работи за нарушување на функцијата на паратироидната жлезда, дали се работи за малигно заболување мултиплен миелом, или дали се работи за хронични инфламаторни заболувања на цревата, како што е улцерозен колит, као хронова болест. Дури во многу литератури се спомнува големиот интект или внес на витамин С, повеќе од 2 грама во текот на денот, на подолг период, ја зголемува инциденцата за појава на камчења во уринарниот тракт за скоро 30%. А се вели дека се истфрла преку урината. Тоа значи дека ако се истфрла преку урината може и проблем да направи? Голема количина е закиселува и тоа е добра средина за таа хиперсатурација и создавање на кристалчиња кои што евентуално би формирале камчења. Така. Докторе, тука некаде ќе го заокружиме разговорот. Јас ви благодарам многу, ми беше драго што повторно бевте мои гости. И се надевам дека ќе има повторно некоја причина да се сретнеме и да поразговараме за некои работи што го засегаат нашето здравство, а и воопшто за здравјето на нашите граѓани. Благодарам уште еднаш на поканата. Секако јас сум тука и во секое време ќе бидам ваш гостин во оваа емисија. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ве поздравам јас за денес. Ви благодарам за вашето внимание. Се надевам дека сето ова што го говоревме беше од ваша корист и се разбира, барем некому помогнавме да го информираме ако се соочува со некој ваков проблем, што и како да направи, како да постапи. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.